Државниот завод за статистика разреши неколкумина попишувачи поради сомнежи за манипулации со личните податоци на граѓаните. Семејствата што пријавиле одново се попишани, а спорните попишувачи се заменети со нови. Ќе одговараат ли кривично? А тоа има други институции за кои што да тоа го засмети. Реакции за притисоци доаѓаат и од невладиниот сектор, пред се од ромската заедница. А се обидуваат да агитираат до ромските семејства да се попишат како турци. Со векови се знае дека тие се изјасниле како турци, без никаков притисок ние не сме направили. Пописот завршува на 30 септември, односно во четврток. На терен се и попишувачите, но и активисти кои работат со оние кои се уште не се попишале. Не сме слушнале ништо. Не сте сретнале попишувачи, не сте слушнале некаде дека има попис? Не. Како мислиш тоа попис за гласање нешто или? Не, ти не разбираш. Па не разбирам. Значи да, бе вчера од оваа страна, сега уште оваа страна ќе доаѓа да прави попис. Најголемата статистичка операција во земјава не им значи многу на голем дел од жителите од Шуто-Оризари, кои имаат други приоритети. Абе, ние слушаме, ама не знам ништо за тоа. Мене ми интересира зошто има минимална пензија. Дека народ е сега на кризно време, има корона. Па да ти кажам, пренело тоа ништо не очекувам. Значи све што ќе она да све е лаж. Тоа све се работи на црно иде. Колку ќе кажат они, толку ќе биде. Оние роми што се скептици и одбиваат да се попишат, на терен ги разубедуваат реонските инструктори. Се патуваме до куќите, тоест до семејствата од каде што ги одбиват за попис, чисто информативно за да ги прашаме зашто се работи, зашто ги одбиват, зашто не сака да се попишуваат, колку е битно пописот во Република Северна Македонија, да знаеме дека да се преброиме точно во население колку сме и мислам дека после тоа поголем дел веќе прифаќаат, се за сега мислам дека не се доволно информирани. Додека едни граѓани негодуваат, други со гордост соработуваат со попишувачите. Рома се нагар? Рома. Да ние тука сме родени, тука старееме. Битно ни е тоа да знаеме колку население има во Република Македонија. Шаин Рамовски, кој е староседелец во Шутка, верува дека од последниот попис бројот на роми е зголемен најмалку двојно. Во попишувањето гледа шанса за прогрес на неговата заедница. Нормално ќе влијае и у тоа, и у политиката, и во понатамошниот живот. За да се знае колку сме населени луѓе. Одамна немавме попис. Така да многу ми значи. Граѓаните имаат право да побараат лицето кое ги попишува да доаѓа од нивната етничка заедница. Па голем дел од попишувачите во овој реон и самите се жители на Шуто-Оризари. Јас сум позитивно изненаден што населението бара легитимација, нели? Јас секогаш имам легитимацијата со мене за да проверат зашто нели сепак се работи за матичен број и тоа мислам дека треба да се чува многу и многу е добро што населението бара легитимација од мене за да види дали сум јас нели попишувач вистински или не. Шуто-Оризари е единствената општина во земјава каде мнозинството граѓани се роми, па на терен нема големи поделби околу идентитетските прашања. Значи ние не сакаме да бидеме ни албанци, ни македонци, ни турци. Ние сме родени роми ќе умреме. Но во други места, особено каде населението низ годините се измешало, сликата е поинаква. Има разни мала, има, во центарот има, некои се пријавуваат дека се турци. А ние сме сите роми. Во Штипското мало, каде претежно живее ромско население, не секој се декларира како ром. Причините се различни. Нема притискување, али они сами се пописуваат како турски. За да не ги дискриминираат народот, да не кажуваат дека се цигани. За тоа се подпишуваат турци. Иначе сите се роми. Сите до еден. Нашите роми се пишат турци, нашата нација понижуваат. Ке ти даде 500 динара, ке се пишеш ти,
албанец и завршена работа. За манипулации и подмитување на граѓани, изминатиот период алармираа и дел од ромските здруженија, кои на терен го подучуваат населението на пописот да се запише како што се чувствува. Јас сум Селва, мило ми е, од Аваја. Поради тоа што ромската заедница е можеби маргинализирана и посиромашна заедница од останатите, тука станува збор за момент кога останатите ги користат тие моменти за да манипулираат со нашите преку, не знам, делење на пакети, делење на храна, на нели дезинфекцијски средства за време сега на самата пандемија. И тука се делува на тој начин на терен. За среќа ние, нашите тимови, тоа го забележуваме. За најголем дел од притисоците врз ромите да не се попишат како роми, невладината Аваја ја обвини турската заедница, која на улица води своја кампања. И тие излегуваат со нивни знамења, што сега тие се ангажирани како волонтери, а ние сме индивидуални. Сојузот на турските невладини организации од почетокот на процесот за попис, од февруари има ангажирано низ цела Македонија, кај што има население што живеат турци, волонтери и нормално го кажуваат на своите сонародници да се чувствуваат како што се чувствуваат односно турци, да го зачуваат идентитетот и да не испаѓаат под никаков притисок. Првите препирки настанаа уште пред почетокот на пописот. Вие го зборувате турскиот. Тоа нема врска со етничка заедница. Едно исто мало во Струмица го посетија и представници на ромската и на турската заедница и ги убедуваа граѓаните да го зачуваат својот етнички идентитет. Рамазан geliyor. İnşallah daha sık uğrayacağız. Bu popis için de sahada daha yoğun olacağız. Тоа се случува поради, можам да кажам, поради историјата каде што ромската заедница на некој начин била асимилирана од страна на останатите и каде што сега се доведува до момент етничкиот идентитет и на тој начин заедницата подклекнува на тие нели агитирања и се попишува како нешто што не се чувствува. Од каде вие знаете тие граѓани како би се изразиле? Па до сега со векови тие се изјасниле турци. Јас ние кои идеме, еве, со вас ке идеме, со камера, куќа по куќа да ги прашате без камера и ќе бидете сведоци. Ние не правиме никаков притисок. А нема да дозволиме да се направи притисок. Представниците на ромската и турската заедница проблемите од терен ги предочија и на дебатата организирана од Државниот завод за статистика уште во март. Директорот им ја прекина дискусијата. Има материјал, вика, ако не станете роми, нема да имате привилегии. Ако станете роми, ќе се вработите, ќе се тоа. Има материјал, може да го пуштам. Не сакам да не влезем на тоа. А тоа не е точно. Јас отидов, не навлегувам. Ве молам, ова се политички дебати. Не е место и тема политички дебати. Апостол Симовски вели дека за притисоци на терен немаат надлежност да реагираат. За моje големо задоволство во овој попис немаме таков тип на интензивна кампања, иако тоа не е било случај во минатото. Меѓутоа тука ние не можеме да реагираме. Ние не сме ниту истражен орган, ниту извршен, туку имаме институција која што има професионална дејност и за тоа сме за тоа постоиме, тоа не е работа, тоа што треба го завршиме. Заводот за статистика, објаснува Симовски, постапува само доколку некој попишувач ја злоупотребува својата позиција. Открива дека неколку попишувачи досега биле исклучени од процесот, откако биле пријавени дека дел од прашањата ги пополнале по свое убедување. Во принцип е не прашувањето за етничката припадност. Попишувачи се дозвол, кажувам дека се 2 до 3 случаја, значи не е тоа некоја кој знае каква бројка. Едноставно не ги постави овие прашања. А што е должен да ги постави. Јас во секој случај имам уште една недела до крајот на пописот, апелирам до сите граѓани да гледаат што ми се запишува. Попишувачот е должен да им покаже се што запишува и да го следат тоа. Да не оставаат на тоа дека му веруваат на попишувачот и така. Значи да ако тој не им покаже, да инсистира да им покаже и да пријават дека попишувачот не сакал да им покаже што запишува. Попишувањето кај семејствата кои пријавиле проблеми, Симовски вели дека било повторено, а за спорните попишувачи тврди дека ќе се водат постапки. Ќе одговараат ли кривично?
А тоа има други институции за кои што за тоа вода сметка, јас не знам. Значи да ја Дали ќе покренете постапка според законот за тие се попис? тие се пријавени сите. Ние веќе сме таа постапка. Нашиот дел е завршен. А сега, понатаму како следне, ние немаме право да се мешаме во работата на другите институции. Како и да завршат постапките против пријавените попишувачи, недоразбирањата и конфликтите околу изјаснувањето на етничката припадност ќе продолжат. Зошто? Сите сме свесни зошто е важна таа бројка. Дефинитивно во нашава држава се на некој начин се базира на бројки. И тука ние знаеме дека сите политички случувања, политички програми, буџети и така натаму се дели, односно се базира на бројка на одредена заедница. Најбитното начело, односно принцип на уставот, рбетот на уставот е правишната застапеност. Значи, имате право колку имате бројка. Кога се доаѓа работата за добивање на правата, основните права, почнато образование на мајчин јазик, па култура, па политика, па економија, доаѓа работата до бројка. Какви ќе бидат резултатите од пописот и дали и како ќе влијаат на идните развојни политики или права на етничките заедници? За сега не ги интересира оние граѓани кои досега беа најранливи на манипулации. Тие можеби ќе се впишат на различна графа според етничката припадност, но во реалноста ќе останат обединети по нивната мака. Ние нема што да ја јадеме, они попис